Добар ден, драги гледачи! Добродојдовте во Македонската кујна. Денеска ќе покажам уште еден стар македонски рецепт, а тоа е спанак со јагнешко месо. Обично јагнешкото месо се готви на пролет, кога се колат јагниња за Великден. Многу е вкусно ова јадење направено со спањак. Но пред да го направам спањакот со јагнешкото, ќе направам малку бел ориз, бидејќи оризот многу оди со јагнешко и спанак. Овдека имам 1 чаша и половина ориз, кој секогаш пред да го готвиме оризот, треба да го измиеме добро. Вака го имам ставено оризот во цедилка, ќе го измијам убаво и ќе ни биде готов за да го готвиме. За да направиме оривче, потребно ни е малку кромит и вегета. А исто така може да употребите супа од кокошка или чиста вода. Тоа е ваша желба. Сега тука имам јас едно тиганче кое е веќе стоплено и ќе ставам во него 2 лажици масло. Тоа е прилика 2 лажици масло. Се разбира, секогаш почнуваме со кромит. Ќе ставиме исечкан кромит да се испржи, дури да пожолти. Ќе намалиме температурата и ќе го пржиме полека за да не ни изгори. Се разбира, треба да мешате. Еве како што гледате, драги гледачи, кромитчето е убаво пожолтено. Ќе ставиме 1 лажиче вегета или зачин. Ако немате вегета, ставите само сол. Вегетата му дава многу убав вкус на оризот и на секое јадење. И ќе додадеме 1,5 чаша измиен ориз, кој го измив пред малку. И ќе го помешаме со испрженото кромитче. Обично мерката за оризот е на 1 чаша ориз, 3 чаши течност. Течноста може да биде или вода, или супа направена од коцка, или готова супа. Јас тука во ова малото тенџерче имам супа од кокошка и на 1,5 чаша ориз ќе додадам 4,5 чаши сок од супа од кокошка. Ќе помешаме повторно и ќе го туриме во тавчето за да го ставиме оризот внатре во шпоретот да се сготви. Како што видовте тука, ставив 1 чаша супа од кокошка, сега ќе ставам 2, 3, 4 и половина. Значи, тоа е мерката за правење на оризот. Сега, тавчето ќе го ставам во шпоретот на 300 степени или 350 да се печи за половина сат и ќе го извадам готовиот ориз кој веќе го имам испечено. Еве како изгледа. Многу убаво изгледа. И оризот знаете дека е готов кога целиот сок ќе се упие. Значи да нема никаков сок на дното. Значи сега оризот ни е готов и ќе продолжиме со правење на јадењето јагнешко месо со спањак. Најпрво треба да го маринираме месото. Тука имам јас 1 кило месо кое го имам извадено од бутот од јагнешката нога. Можете да го купите без коска ова месо, извадена коската, а ако го купите со коска и да го извадите месото сами, можете да си направите супа јагнешка чорба од коската. Како што гледате, многу е убаво ова месо, го имам исечено на парчиња и за да го маринирам, прво ќе ставам 1 лажиче сол,
ќе ставам половина лажиче црна пипер и скоро едно лажиче црвена пипер. Ќе ставам малку масленце и ќе го измешам вака убаво со рацете да го фати месото да се помеша со овие мироди и со солта кои ние ги употребуваме. Сега месото треба малку да постои вака маринирано и јас тука имам едно тенџере во кое ќе ставам 2 до 3 лажици масло. Тенџерето веќе ми е загреано маслото и ќе ставам 2 главици кромит кои го имам претходно исечено. На кромидот исто така ќе додадам 2 чешниња лукче, затоа што лукчето многу убаво оди со јагнешко месо. И сега ќе ја намалиме температурата и ќе го пржиме кромитчето додека да пожолти. Штом пожолти кромитчето, ќе го ставиме месото кое е веќе помешано со сол, пипер и црвена пипер и ќе почнеме да го пржиме. Еве како што гледате, тука имам многу убави парчиња јагнешко месо. Ќе го пржиме месото додека да ја промени бојата. И откако ќе ја промени бојата, имам секогаш на поретот вода која вари. Ќе ставиме малку топла вода, не многу, ќе ставиме малку вода, ќе го помешаме сето тоа убаво. Еве гледате, се помеша со водата, ќе го покриеме тенџерето и ќе го ставиме на многу слаба температура, на многу ниска температура да се вари. Како ќе се вари месото и како ќе се апсорбира течноста, треба да додаваме помалку водичка за да не ни загори. Ќе го вариме месото 1 сат и јас тука, драги гледачи, го имам веќе сварено месото во ова другово тенџере за 1 сат. Еве гледате колку убаво изгледа и не остана многу водичка во него. Сега ова месо ќе го извадам со лажица. Така. Видете колку убаво изгледа. Си ги има миродиите и кромитчето и лукчето. И ќе го ставиме месото на страна за малку време, додека го сготвиме спанаќот. Така. Ќе го ставиме на страна. И сега во тенџерето ќе ставиме пак 2 лажици масло. И најпрво што ќе додадеме овој пат ќе биде младо кромитче. Спанакот многу убаво оди со младо кромитче. Еве како што гледате, тука имам 10-12 кромитчиња, излупени и измиени убаво. Ќе го исечиме вака на малце поголеми парчиња. Не треба да е многу ситно исечено. И ќе го ставиме да се потпржи младото кромитче. Еве тука го тргнав тенџерето на страна да не ми загори. Ќе зголемиме температурата и ќе го потпржиме кромитчето. Штом се потпржи кромитчето, не многу, малку, ќе додадеме многу малку оривче, вака со раката. 1/4, можда и помалку од четвртина чаша
Оривчето го ставам така малку да ја пие течноста од спанакот. Се разбира, повторно ќе ставиме малку сол, неполно лажиче, половина лажиче црн пипер и малку вегета. Ќе го помешаме сето тоа добро. И сега ќе почнеме да го додаваме спанакот. Спанакот не можеме одеднаш да го ставиме цел. Ќе мораме вака да додаваме помалку. Се разбира, ќе го наполнам тенџерето. Ќе ја намалам температурата. Ќе ставам малку водичка. Водичката е топла. И ќе го покријам тенџерето додека оваа партија спанак да се стопи. Потоа ќе продолжам со додавање на спанакот додека го употребам целиот спанак. На 1 кило месо употребувам 1 кило спанак. Еве, драги гледачи, како што гледате сега во тенџерето колку се стопи спанакот. Целото тенџере беше полно. Чим се стопи така, ќе му го додадеме и другиот спанак кој што ни е останат. Што значи пак ќе го наполниме тенџерето со спанак. И пак ќе го покриеме со капак. Ќе додадам уште многу малку водичка, колку да не ни загори. Ќе го покриjem со капак и ќе чекам повторно да спадни. Еве, драги гледачи, повторно го чекаме спанакот да спадни и како што гледате, огромна количина спанак, цело кило кое беше претходно измиено во 3 води и исчистено од дршките, се слегна тука во тенџерето, е помешано со лукче, кромитче и малку оривче. И сега ќе го додадам јагнешкото месо, кое е веќе сготвено, бидејќи спанакот е многу здрав ако не го готвиме многу. Ќе го помешаме со спанакот и ќе го оставиме малку да повари заедно. Сега, на крајот, не мора да ставате запршка во овоа јадење, но по наша традиција, за да се здебели малку јадењето и да е повкусно, правиме многу слаба запршка. Во едно мало тиганче ќе ставам 1 лажица масло. Треба да се загрее маслото убаво и ќе ставам во него 1 лажица брашно. Ќе го пржам брашното додека да пожолти малку. Му треба малку повеќе масло. Откако ќе пожолти малку брашното, ќе се испржи, ќе го тргнеме на страна, бидејќи ќе додадеме црвена пипер, 1 лажиче. И причината што го тргам на страна е за да не ни изгори пиперот. И сега, оваа мала запршка ќе ја помешаме во јагнешкото јадење. И вака ќе вратам малку назад, да го соберам цело брашненце. Ќе му дади многу убав вкус и малце ќе го здебели јадењето. Ете вака, сега спанакот со јагнешкото месо ни е готов, но треба малку да се повари, 5 до 10 минути. И спанакот е многу здраво јадење, бидејќи има многу железо, има бета-каротин и исто така има фолна киселина. Многу е добар за крвта, за луѓе со слаба крв и многу е добар за видот. А исто така се смета како превентива на рак
i je dobar za ženi koji se bremeni. So jedan zbor spanakot je mnogo zdravo jadenje i treba da se gotvi počesto. Бидејќи не сакам да чекам 15 минути да се 10 до 15 минути спанакот да се сготви, јас тука го имам веќе сготвено и еве ќе ви покажам како изгледа сготвениот спанак. Ќе го измешам вака малку. Се гледа убаво мефцето, спанакот и оривчето. Спанакот не треба многу да се готви, бидејќи на тој начин му ги чуваме витамините во него. И сега, тука во една чинија, ќе сервираме јагнешко со спанак, но тоа секогаш ова јадење многу убаво оди со кисело млеко или со јогурт. Еве, како што гледате, во оваа чинија ќе ставам неколку парчиња јагнешко месо со спанак. Ќе ставам една лажица од оривчето, кое претходно го направивме, или две, спрема колку сакате. И многу убаво оди ова јадење со една лажица кисело млеко или јогурт. Овој пат јогуртот го имам купено, а имам покажано како се прави домашно кисело млеко. Ова е јадењето за денес. Пријатно и довидување до следниот пат.